Има надвор работилница. Колективистката дојде од Виена да се избламира ројално и драго ми е што ќе го правам тоа пред мои пријатели, а тие што не сте ми, се надевам дека ќе ве расонам, пошто ептен гледам дека спласна атмосферава, среќа не е пуна салава, пошто мојата тема е скроз малце оф од све ова тука што се дешава вечерва, затоа што ова е стана збор за научно истражување. Ја колку имам трема, ова е супер човече. Дефинитивно сум Владко Стефановски. Океј. Ќе ме клика тамо. Тајмерче, пуштете ми, што сигурно ќе го прекорачам за тоа да ме стреса пуш. Фала. 2 минути. Супер. Одлично. Океј, дај ова. Океј, јас ќе ви представам едно научно истражување на кое што бев дел, тоест бев дел од тимот. Истражување во тие кругови кои што е напишано во информацијски системи беше голем хит. Меѓутоа, пошто сте вие скроз друга публика, или ќе ве подценам или ќе ве преценам со тоа што ќе ви го раскажам вечерва, ама нема многу да има методологија. Значи, прво сакам да ви кажам за позадината на ова истражување. Јас работам на Институтот за информацијски системи во Виена и мојата професорка што ми е шефица, еден ден ми вика: "Сакам да направам истражување за дали интернетот смее да заборави." Јас си викам побизарно нешто, ако имам слушнато, дај да напуштам овдека, може, пошто дали интернетот смее да заборави, ми звучи скроз чудно и глупо, ама тогаш уште не го знаев контекстот во кој што се дешава цело ова истражување и дека уствари големите сколари, големите адвокати за приватност на личните информации на интернет буткаат агенда интернетот да мора да ги брише нашите лични податоци после некој време. Значи да не може Google да има целата моја search историја од првиот ден јас кога сум кликнала на интернет нешто до ден денес кога знае поише за мене. Значи, еве да, идеме на наредниот слайд. Истражувањето исто така се дешава во Виена. Се извинувам на сите што ќе имаат алергија према мојот скопски акцент уште од сега. Дечково е 24 годишен Марк Шремс, не знам колку од вас знаат, меѓутоа во Австрија беше многу актуелно. Дечкото студира право и во моментот кога Facebook донесоа headquarters фактички во Ирска, си ги побара сите информации од Facebook да му ги вратат назад. Пошто го имаше правото на тоа, да Америка не може да ти ги вратат информациите и што виде Макс во сопствените информации дека Facebook ги чува и оние работи што он официјално од Facebook ги избришал. Значи ја постирам денес статус, го бришам, во архивата на Facebook тоа стои како информација дека е избришана, меѓутоа информацијата сепак е во нивните, скоро се седи во нивната дата база. И тука се деси многу голема како да кажам, бунт, скандал, сите весници пишуваа за тоа и во Европа генерално има голема верзија према целото тоа злоупотреба на личните податоци и како големите компании се однесуваат со истите. Во моментов во Европскиот парламент се драфтува закон за заштита на тие права и сакаме да го решиме овој случај. Ова валјда сите сте го слушнале, if you're not paying for the product, you are the product, заради тоа што на Facebook сите сме за без пари, на YouTube секаде, а всушност како они се одржуваат. Јас бев лаик, мислев дека е тоа пошто они ни продаваат на нас реклами, немав појма и немав идеја дека фактички они прават големи компрехи, големи профили за сите нас, ги знаат сите наши интереси, знаат буквално поише за нас од нас. И задњо што слушнав е дека еден профил на јузер моментално на интернет се заснова на 250.000 специфични особини според кои ние сме категоризирани таму. Јас, ако можам за себе да кажам 250, не ми се верува. 250.000, дури не ми се не верува бројка, меѓутоа го имаме дечкото што го кажува на лента. И наредно, отидов да го сликам ова вчера, од тие луѓе што ги продаваат тие наши профили, значи ти можеш да одиш и да си купиш 10.000 адреси или 20 или 2 адреси и многу дури се изненадив кога видов дека моментално се напонуда полот и годината на
тој на кој што на вашата таргет група, значи моментов може да идете за 50% попуст да си купите нечија возраст и нечи пол. Јас сум згрозена од вакви работи, не знам вие како се чувствувате во врска со ова. Јас стварно не знаев дека ова се случува до пред 2011 година кога почна ова истражување. Знаев дека има нешто позадина, ама не знаев дека е волку експлицитно. Ова е на граница на легално. Али вакви компании постојат многу и во Германија, на пример, тоест во Австрија, германска пошта еден од најголемите продавачи на лични информации. Значи, германска пошта, јас нарачувам од интернет скоро секој месец. Тие знаат точно што купувам, знаат колку е мојата куповна моќ, значи за мене знаат поише него јас што знам сигурно. Не е битно, ова е позадината, ова е само контекстот. Значи, ние почињаме од една, како да кажам, малце некој контекст кој што малце веќе изнервиран за сето ова што се случува. И една, како да кажам, една средина каде што над 80% од луѓето се веќе загрижени за своите лични податоци. На Facebook порано све си пишувал, си лајкал, се правил, сега се стишува нивото на информации и видот на информации што го даваш таму. Веќе не сме сите толку слободни, некоја нешто во врска со нашата приватност ни стои во позадина. Меѓутоа, додека еве ова истражување од дечко што се вика Фуџицу, све е над 80%. Вика дека луѓето се загрижени, дека многу лесно може да се стигне до нивната дата. Над 80% очекуваат владите веќе да почнат со некоја легислатива која ќе регулира ова. Над 80% се многу загрижени дека, не знам, нивната дата се чува во некоја друга држава, на пример, и додека се они се нешто загрижени, ние сите си продолжуваме тотално за без пари да нудиме собствени лични податоци секој ден. Завчера читав еден французин предложил дека мора овие компании да почнат да се оданочуваат за слободната работна сила. Значи, ние више се рачунаме као работна сила, провајдери на лични информации. Така да, вие сте ми колеги сите од таа бранша, пошто сигурно сите имате некој профил на социјалните мрежи, пошто оваа конференција за социјални мрежи. Нас како ни почна цело ово истражување пошто јузерите никој ништо не ги прашува. Никој не ме праша мене колку ми кошта адресата, некој ми ја продава, ми ја земал, не ме прашал, ми ја продава, не ме прашал. Ја воопшто не сум на таа маса кај што се тредаат овие информации. И ако читате литература за privacy, никаде нема да видите самиот корисник што мисли и дали воопшто знае за ова. Повеќето од јузери не се ни свесни што точно се случува позади сцената. И нашето прашање, значи, од кај што тргнавме беше колку самите ние си ги цениме личните податоци на интернет. И како сакавме да го истражиме. Првото истражување што го направивме беше од 2011 година, пошто јас работам на Економски универзитет. Ние тоа го правивме буквално со колку пари мислиш дека ти кошта профилот на Facebook. Тоа беше симплифицирано нашето прашање до испитаниците што ги собравме. 2011 ова све станува збор за студенти и додека ги прашувавме колку пари ти би платил за својот собствен Facebook профил, во тоа време не можеше да си ги даунлодираш податоците од Facebook, беше само ништо да не можеше да направиш, тоа што немаше ни таймлайн. И ги прашуваме луѓево, ако денеска Марк Цукерберг одлучи да го снема Facebook, колку ти би платил за тие твои податоци, сите статуси, слики тamo што ти стојат на клауд и што ти си ги зимаш здраво за готово, колку би платил да си ги повратиш назад, односно да ги трансферираш на некој друг социјален нетворк, социјална мрежа. И од после тоа, они од кога кажа колку пари би дале за собствениот профил, ги прашувавме све што прават на Facebook. Значи, читаш све што се дешава на Facebook, ги прашувавме, пошто знаевме дека колку ќе кошта профилот не зависи само од колку он ја валоризира својата информација, него и што тамо прави, пошто има луѓе што седат на Facebook, никад ништо не пишуваат, има луѓе што твитаат под, не знам, под 100 статуса на ден. Значи, ова прво истражување ни дае многу насока за тоа што се случува на социјалните мрежи. Во Австрија и во Германија скоро 50% од луѓето кажа ни денар не би плателе за собствените профили. Меѓутоа тоа не беше толку најинтересното нешто ние што го откривме, туку видовме некои што можда ние сите сами имплицитно си ги претпоставуваме, меѓутоа
Овдека ги видовме научно докажани со фактор анализа фактички фактори кои што влијаат за ценење на сопствената дата повеќе. И фактички многу интересно нешто беше само спознавање или водење дневник. Ние така го крстивме факторот, ама имаше луѓе што на пример секој ден си ги гледаат сопствените профили. Се само заљубени во сопствените профили и тие најмногу постираат од сите нив, најмалце ги занима што другите мислат за нив, значи тотално си се слободни опуштени на социјална мрежа и едноставно си се само спознаваат, некако си го конструираат идентитетот таму. Многу кратко после тоа се воведе овој таймлайн. Јас се викам, значи Марк Цукерберг многу добра анализа прави позади, затоа што ние имаме податоци од 1000 души што ни одговориле како се однесуваат на Facebook. А Марк Цукерберг има дата од скоро 1 милиарда луѓе како стварно се однесуваат на Facebook. Он точно знае колку минути јас поминам на Facebook на ден. И ова беше уште едно интересно. Со кластер анализа дојавме до 4 најтипични корисници на Facebook, од кои што 1/5 се тие ентузијастки, кои што пишуваат и кои што креираат и кои што фактички се таа работна сила на Facebook што го прави Facebook тоа што е, пошто доколку не постојат тие овие што се наредниве читачиве, стокериве, нема да има што да читаат. Значи 34 со тотално не знаат ни зашто се наоѓаат на Facebook, пошто све име таму досадно, све презираат и сега моментов се сигурно на Twitter и објаснуваат како Facebook не чини. И 10% се бизнисменки кои што устварен таму се од класична корист, си промовираат било што, дали фирма, дали настан, дали организација, кои што имаат многу голема ќара од Facebook. Меѓутоа, баш оваа дистинкција меѓу бизнис ентузијази и бизнисмени нас не натера да се прашаме колку е вредноста на самата информација, како чиста информација, моите слики, моите статуси, а колку јас профитирам од тоа што сум на социјална мрежа и има кој да ме чита. И така стигнавме до второто истражување, кое што е тоа истражување кое што направи голем бум во информацијски, во, како да кажам, во светот на информацијски системи, каде што ние пробавме да го тргнеме тој сервисен дел и да пробаме да извадиме колку точно за самите информации ние би дале пари или имаше прашање, не беше само за пари веќе овој пат, него директно прашувавме колку е вредна вашата информација на Facebook, колку си ги цените сопствените податоци. И тоа го направивме со тоа што исто од претходното истражување веќе свативме дека некоја психологија на посет кон сопствените информации се создава кај огромен дел од луѓето. Значи, јас кон моите информации на Facebook веќе создавам стварно некоја емоција, се чувствувам на профилот како дома. Тоа што го пишуваме дел од мене, си ги препрочитувам статусите што сум ги пишувала пред 2 години и се радувам, сликите си ги гледам и така натаму. И тие луѓе многу повеќе си ги ценат сопствените податоци од луѓето што никогаш не создаваат таква врска со нивните лични податоци. И интересното беше што ние направивме фактички еден онлайн експеримент кај што манипулиравме 4 групи и во зависност од тоа како, значи рендом беа избрани 4 различни страни. Можеше да си мислиш дека од денес Facebook нема да постои, ти можеш само да си ги даунлодираш датите и тоа е тоа, или да се пребациш на некоја социјална мрежа, а 2 други групи со тоа што плаќаа за да превентираат некој друг да ги купи нивните податоци. Значи едната манипулација беше од денес Facebook нема да постои, го купува некоја трета странка, го купува Facebook и вашите податоци ќе бидат трансферирани тамо. Доколку не сакате да бидат трансферирани тамо, треба да платите пари, колку е сумата што најмногу би ја платиле за тоа. И фактички тоа беше манипулацијата и нашето истражување покажа, фактички главните наоди на целото тоа е дека таа психологија на посет стварно постои и овие прашања што ги одговараа испитаниците на Facebook го потврдија тој хипотезиран конструкт на психологија на еднаквост со 4 подконструкти. Ова можда вас не ви е ни битно, меѓутоа нас не беше фантастично дека можевме да докажеме структура која што е стабилна и која што има супер индикатори. Со прости зборови,
главните наводи беа дека јас можам да создадам такво чувство на идентитет и јас можам да се забавам на Facebook само ако не сум свесна дека некој после тоа ги злоупотребува тие мои податоци. Значи, само ако се чувствувам сигурно. Во моментот кога јас знам дека има пазар на информации, целата моја слобода да создавам не постои. И тоа беше нешто што претпоставам и ги уплаши социјалните медиуми, меѓутоа и на нашата група и даде многу бензин да им каже на луѓето во Европска комисија и да им каже на социјалните мрежи дека мора да се сменат правилата на игра и дека ние како корисници не може да не бидеме консултирани кога се станува збор за наши лични информации. И тоа е уствари главната порака од нашето истражување. Значи, на мене тоа што ми е важно е дека иако ние не го читаме тој ситен текст, иако ние не ги читаме тие terms of use, иако ние може не знаеме чиви се стварно датите, дали се наши, дали се на Facebook, дали се заеднички, што право имаме ние на тоа, него така као лудаци малце си постираме све што ќе ни текне. Не е поентата да престанеме да ги користиме социјалните мрежи. Значи, мене ми е забавно и на Twitter и на Facebook и ја не би сакала утре да треба да се откажам и никогаш у параноја цело време као што ќе постирам некој да не ми украде нешто или да не ми ја препродаде адресата за 0,02 центи, а мене не ми дава ништо од тој профит. Туку активно да бараме законска регулатива и фер пазар, заради тоа што ова моментално е актуелна тема во Европа и актуелна тема во Европска комисија и реално ние како република која што се труди да влезе во таа Европска комисија, мислам дека и на тие некои агенди треба да буткаме. И тоа ќе биде крајот на моето излагање вечера. Благодарам.